гледач, повелете. Добро утро и убав ден, Македонија. Убав ден. Ја пак мојата омилена тема. Ако рибаро хлибе да си поплачеме малку, да, повелете. Искра, ова е кај нас луда држава. Например, риболовните здруженија. Од Бруто, Гостиваско, до Гевгелија, да издадиш дозволи за сите ревири е 1000 евра. No? 1000 евра. А за жените е 200 денари за понижниот пол. Па ја викам на рибариве, може да го смениме полот, кој ќе се исплати, него да даваме секоја година по 1000 евра. Вака еднаш, кога ќе го решиме за цел живот... Знаете што, може би не треба менувате пол, доволно е да кажете дека се чувствувате како жена. Ако може да боксуваат мажите, се чувствувате како жена. На преглед, вака ќе отидеш и женски пол ќе бидеш и готово крај, пред се исплати тоа него да вадиш 1000 евра секоја година. Станете жени, рибари, моабитите поинакви ќе ви се сега, нема веќе овие да си ги терате. Ама не, стварно, 1000 евра. А да изладиш државна е 8300, а не ти ја признаваат сенќе. Сенќе не ти ја признаваат. Плюс, значи, планот треба да се реши ова. У Грчка е решено, ја пак ќе зборам, Србија, Бугарија, околу Албанија, сегде, кај нас е хаос. Ја викам, да го рекиме да ги преземе језерава државата. Да ги направи годишните дозволи по 50 евра. Ние сме 15.000 активни рибари, а 42.000 сме регистрирани рибари. Тоа се околу 750.000 евра. Ќе има и за чувари, и за гориво, и за коли. Значи, да бидат чуварите, главно, то оружје, да се знае полиција. Нека биде риболовна полиција и да се знае иначе хаос. Ја фаќам риба на мене, од мене на 10 метра ми прва мреж. Узелувам на чуварот доаѓа крева раце. Вика, што да се тепам, вика ја за 10.000 плата ка со него? Тоа да прави. И тие се загреват, за жалење. Само крајот не знам кај ќе ни биде, ја пак ги повикувам рибариве да направиме еден протест на площад, ама сите да облечеме сукњери, фустани и една парада да направиме со трските низ площад. Да не видат. Знаете како, само да ви утешам, да знаете дека не е толку страшно да си жена. Ама ја не рекам дека е страшно. Па ја викам дека е страшно, па затоа ја ги повикувам рибарите да Башка, знаете за 8 март дека ќе си добиете некој бомбонјерче. Знаете што, наместо бомбонјера или цвеќе ќе побарате црви, нешто такво. Црвите се ефтини, 50 денара кутије, некоја трска, некоја машинка, некој бринкерче. Добро. Ќе се научите до следниот 8 март. Абе, нормално. Е искуство во животот. Да. Јас многу ви благодарам на јавањето да си продолжите секој пат со оваа тема, ако вие не говорите гласно на оваа тема, гледате дека другите се жал многу и не се ни интересираат. Да, толку е, да не беше трагично, ќе беше и смешно. Знам дека ништо до ова не ви е смешно, ама направивте добра споредба во секој случај. Добро утро за следниот гледач, повелете.